Добро утро, Елизабета. Што е денеска во фокусот во Скопски агол? Добро утро. Денеска во Скопски агол се вклучуваме од пред базенот Карпош, а на една поопширна тема, не само на базенот Карпош, туку и на тема која што ќе го опфати и аквапаркот и останатите спортски активности во спортскиот центар Борис Трајковски. Ќе зборуваме со директорот на спортскиот центар Александар Петровски. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и поздрав до сите гледачи. За почеток ќе ја кажеме најновата вест, односно новитете дека од денеска базенот во рамки на спортскиот центар Борис Трајковски ќе биде отворен и за рекреативци, односно за рекреативна посета, што не беше случај нели поради пандемијата. Кажете ми, подготвени ли сте за наплив на посетители? Ние веќе 4 месеци го чекавме овој момент. Да кажам, пред 20-25 дена отворени сме за клубови и за националните федерации. Денеска е званично отворени сме и за сите останати граѓани на Република Северна Македонија. Драго ми е што дојде и овој ден. Малку имавме доста јавувања, доста прашувања и граѓаните беа нетрпеливи и чекаат да се отвори за нив овој базен и еве веќе од денеска почна све нормално да си функционира нормално со сите посебни протоколи кои ни се пропишани. Кога веќе ги споменавме протоколите, би било да објасниме како ќе се одвива работата на базенот во ова чудна состојба. Прво, благодарност досега до сите клубови и до сите национални федерации за тоа што све работи безпрекорно. Ние еве и ради мерките и ради сето тоа имаме доста инспекции. Во неделата ни беше последната да проверат дали сите протоколи ги придржуваме и можам да кажам дека немаше ниту една забелешка. Јас би сакал да кажам дека иако се дозволени тие мерки, ќе работиме исто како и со клубовите, исто како и со сите национални федерации. Значи секој граѓанин кој сака да дојде да плива, нажалост за сега нема да има многу термини, туку затоа што после секој термин повторно треба да има тие половина час за дезинфекција на сите објекти. Протоколот си е тој каде што повторно нема туширање, нема користење на сооблекувалните, имаме само поединечните кабини, ги имаме тие на 7 метри квадратни, треба по еден пливач да има. Значи ние максимум можеме во големиот базен да примеме помеѓу 20 и 25 пливачи. Така да апелирам и замолувам за сите граѓани кои што во тие термини кои се определени за обичните пливачи да и рекреативци би ги нарекол, да се придржуваат до тие протоколи, да бидат трпеливи, затоа што нема да можеме под овие услови да ги услужиме сите. Имаме одредена сатница каде што ќе може да доаѓаат за да ги задржиме и да ги применуваме тие протоколи. Но мислам дека полека се привикнуваат и се придржуваат кон тие мерки и све си функционира безпрекорно. Од колку до колку часот ќе можат да пливаат рекреативците, а кои термини се резервирани за клубовите? Ние направивме една анкета да видиме кои термини се тие што најмногу му одговараат на рекреативците и така ги приспособивме. Така да тоа беше од 7 до 8 часот, каде што од 7 отвараме, каде што пред работа имаме голем дел на рекреативци кои доаѓаат да испливаат. Ота имаме од 12 до 2 часот и после 8:30. Мислам дека 8:30 или 9 часот, зависно од клубовите кои последен и кога ќе имаме време да се исчисти, да се дезинфицира се тоа. И се тие 3 термини кои што можеме да ги одделиме и нормално сабота и недела ти работиме по 2 часа за тие рекреативци што ќе си доаѓаат со билети тука на самата билетара онлайн или на каса. И мислам во сабота и недела со повеќе термини. Ние денеска званично и на Facebook и на нашиот сајт се објавени сите сатници, сите протоколи кои што ќе се одвиваат за рекреативците и мислам дека све ќе функционира како и досега безпрекорно. Сега не можеме да не го споменам и аквапаркот кој што е во составен дел на спортскиот центар Борис Трајковски, кој што знаеме дека изминатите години и тоа како беше интересен и привлечен за посетителите, меѓутоа еве на средината сме на јули, а се уште не е отворен. Има ли никаква најава за отварање? Таму досега имавме исто најголем притисок за отварање на аквапаркот затоа што рекреативно тој ни беше најмногу функционален. Со сета оваа ситуација каде што луѓето не можат, граѓаните не можат да излезат надвор од државата,
имавме барање да се отвори што поскоро, но со самото тоа ние на 3 пати веќе ни беше кажано, денови беа прашање кога ќе отвориме и бројките беа тие што беа и никако не можеше да се дозволи да се отвори тоа и да почне да функционира. Така да мислам дека од денеска, јас веќе неколку пати бев во таа комисија, доставен е протоколот од наша страна и наши мислења како би функционирало за аквапаркот. Тој протокол денеска е ставен на дневен ред и мислам дека ќе биде усвоен и имаме една најава дека веќе за неколку дена тој протокол ќе биде доставен и нормално со некои нивни измени, ако требаат, и дека веќе од, се надевам, или викендот или веќе од понеделник ќе почне со работа и аквапаркот, доколку ситуацијата биде све како што треба и бројките драстично не се покачат, што се надеваме сите веќе подолго време. Така, веќе кога споменавте покачување, јас би сакала да ве прашам не за бројките, туку за цената. Има ли најава дека ќе се покачи или цената ќе остане иста? Нормално дека нема покачување. Во ситуација со оваа криза, со оваа пандемија, со луѓето каде што знаеме каква е ситуацијата и со економијата и сите тие мерки, нема теоретски шанси нешто да покачиме, нарочито на аквапаркот. И мислам дека излегуваме тука во пресред, дај Боже да отвориме и ќе си бидеме функционални. Цената и ова година нема да биде променета, ќе си остани иста, само да не отворат и да почнеме да функционираме и да се доаѓаат луѓето, да не се грижат, протоколот ќе си биде и од наша страна, се надевам и од нивна страна, и дека све ќе си функционира безпрекорно како што функционира и базенот. Кога станува збор за протоколот на аквапаркот, што може да очекуваме? Очекуваме 50, најверојатно 50% од капацитетот дека ќе биде, значи околу 700-750 ние нас максималниот капацитет, значи треба да биде со 50% од капацитетот. Нормално сите тие мерки, лежалките да бидат како што е и за плажите, се надевам да бидат на 4 метри лежалките кои веќе нас не се поставени на тоа нормално одмерење на температура на секој, тие воздушни бариери, на подот тие бариери за сите посетители, да не се користат тушевите внатре. Мислам дека тие се дел од протоколите, да сведиме на минимум продавањето на карти на билетара, да видиме онлайн што може да се купува на време за да не се стварат гужви на самата каса, и тука веќе имаме направено некој протокол за побрзо да ги обслужиме граѓаните, и мислам дека полека како и сите во светот и ние се приспособуваме на тие мерки и ќе функционираме како што треба, само да не отворат. Така, јас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Се надевам дека што е можно поскоро ќе започнете да функционирате и да работите нели согласно вашиот капацитет, меѓутоа и согласно препораките и мерките од Министерство за образование. Благодарам што дојдовте. Јас се надевам дека веќе и наредната недела или за 10 денат ќе следното наше интервју ќе биде во аквапаркот со убави услови, со дечиња каде што се играат и се забавуваат. Се надевам и јас и едва ја чекам искрена да бидам, затоа што навистина ова е едно долго и топло лето. Ние се одјавуваме од пред базенот Карпош.